Утрово се будиме со нашата Светлана Петровска. Многу често сме во нашето студио. Со Ивана велиме дека одамно не сме ја поздравеле вака утрински. Да. И велам, не знам како ти е утрото, меѓутоа добро ќе биде со оглед на тоа дека е дама која што мотивира, презентира здрави навики. Еве со Ивана се прашувавме дали или претпоставам дека се уште можеби работи на нејзината платформа Подобри се и фино звучи тоа. Подобри се, да. Секогаш сакаме или во било кој период од животот да бидеме се подобри. Како не? Или во било кој сегмент, но да не си претпоставуваме, јас и Марко, еве ние Светлана ја имаме и во живо, некаде на отворено, веројатно утрински моменти заедно со првото утринско сонце, па Светлана, добро утро. Добро утро. Дали добро не слушаш, Светлана? Така се е во ред? Да, се е во ред. Ти благодариме за баш овој пейсажен момент, вака баш сино небо да гледаме. Да. Утрински. Слушаме? Со мала, мора да признаеме, со мала потешкотија, меѓутоа не знам дали добро сега не слушаш? Да, супер. Каде си лоцирана во моментот, во својот дом? Во својот дом, да, на тераса, го пијам првото утринско кафе. Заедно со вас и да ви се заблагодарам што се сетивте на мене. Одамна не сум била во Телма, ама имам многу убави сеќања од дружбите кај вас. Така е, нашите гледачи сигурно паметат Светла дека имавме навистина интересни рецепти и предлози за здрави оброци, за она кое што може да ни се најде во секојдневието и веруваме дека и во следната сезона наскоро ќе не бидеш дел и во кујната, но кога зборуваме за будењето или утринските ритуали, особено оние кои што се занимаваат со работа како твојата, веројатно имаат свои посебни утрински ритуали, па каков е твојот начин на започнување на денот? Што најчесто преферираш кога стартува денот, веројатно вака со утринско кафе и кога е убаво времето во природа на отворено или да речеме на чист воздух? Така, со оглед на тоа дека денот ми започнува многу рано, работниот ден, од 5 или од 6 часот започнувам со персонални тренинзи онлайн, и немам некое посебно долго време за некои долги утрински ритуали, меѓутоа секој утро го започнувам денот со чаша млака вода со пола лимон. Тоа ми е прво нешто што го правам кога ќе се разбудам и потоа се разбира утринското кафе. Да, имено нема да погрешам ако кажам дека од најрана возраст ја имаш нели љубовта кон фитнесот. Може ли да не раскажеш кој беше првиот аха момент дека вистина сакаш да се бавиш со оваа професија и сега во моментот дали имаш можеби проект на кој што работи за истото? Со оглед на тоа што Ивана спомена, претпоставам дека кај тебе нема компромис кога стана збор за вежбањето, особено во овие утрински часови. Значи, имаме мора да признам потешкоти, имаме малку слушајките, ама ајде ќе се обидеме уште еднаш. Добро. Сега ме слушате? Сега те слушаме, да. Тоа е веројатно на моменти, да. Како што интернетот овозможува или не. Слободно продолжи. Добро. Значи, утрата се најубавиот дел од денот за мене и секогаш се ги препорачувам за физичка активност, бидејќи тогаш е телото најсвежо, наспано, со најмногу енергија и најубаво би било тој дел да се искористи за вежбање, доколку се луѓето се разбира во можност. Да. Добро, слободно може да кажеш нешто и околу љубовта кон фитнесот. Дали работиш во моментот на нешто ново? Така, јас значи љубовта према фитнесот ја имам од моја 14-та година, кога првпат влегов во теретана и буквално се заљуби во вежбањето, значи тоа е пред 24 години и од тогаш не сум излегла од теретана, можам слободно така да кажам. Вежбањето ми дава една посебна енергија, ослободување од стрес, има еден убав социјален момент исто така во дружбите, во фитнес салите и сето тоа некако го исполнува денот, па и мојот живот, можам да кажам. Да, и тоа се Ивана се прашувавме, дали во моментот, бидејќи благодарение на искуството преку Подобри се,
сподели доста трендови во светот на фитнесот или пак модели би рекол на вежбање во домашни услови. И чинам дека тоа особено го откри дека се можеби како најефикасни методи за твоите клиенти. Дали во моментот се уште работиш на спортската платформа Подобри се? Подобри се моментално во доработка. Не работам, меѓутоа се уште држам онлайн тренинзи, уште како почна во короната, кога немавме услови да вежбаме во фитнес сала. Почнав да држам тренинзи онлайн и така од тогаш навака продолжив и доста и од членовите видела дека тоа е доста практичен момент, бидејќи не губат време во возење, во паркирање кола, се во домашни услови, веднаш се тушираат и продолжуваат со работните обврски, така што остана некако навика, можам да кажам, на голем дел од клиентите да вежбаат и онлайн. Светлана, еве можеме во оваа прилика да искористиме и да те прашаме за твојот впечаток со оглед на тоа што долги години го работиш ова. Некако во последните години се забележува зголемување на бројот на луѓе кои што сакаат да го практикуваат фитнесот, генерално луѓе кои што сакаат да спортуваат, но и фитнесот како таков се со цел одржување на добро здравје пред се, а понатаму и физичка форма и кондиција. Колку тоа зголемување или тој напредок во оваа насока го гледаш и ти или го забележуваш низ годините? Да, за тоа особено се забележува, значи мислам дека пак ја спомнам периодот на короната кога сите станавме свесни дека физичката активност е од многу големо значење за нашето здравје и од тогаш тргнувајќи навака свесноста за вежбањето, за здравата исхрана се многу поголеми и бројот на вежбачи исто така е зголемен. Не е тоа битно дали е вежбање во теретана, меѓутоа воопшто во физичка активност популарни се последно време маратоните. Еве јас можам да кажам за Охрид, бидејќи тука се наоѓам веќе 2,5 години, може да се забележи како многу голем дел од популацијата вежба и трча. Значи, сведок сум на многу вежбачи, особено млади, што мене ме радува, што се хранат здраво и вежбаат редовно. Имено беше на последното издание на Охрид трчат кој што се одржа? Не трчав, меѓутоа бев сведок и тоа беше еден прекрасен настан со многу учесници, прекрасна организација и навистина мислам дека за многу кратко време ќе биде еден голем светски настан, кој што ќе го афирмира и нашиот Охрид и секако целата држава. Да, имам и јас чувство, мора да признам, со оглед на тоа дека се повеќе и повеќе добива на потенцијал, нели, Охрид трчат да стане можеби или да биде баш така некој што велиш ти поинаков светски маратон. Секој инаку генерално со маратоните си била вклучена со оглед на тоа дека често знаеш нели да имаш совети за мајките да најдат време за себе, нели и за други категории на граѓани. Го советуваш трчањето генерално, го воведуваш во своите програми со оглед на тоа дека станува актуелно, мора да признаеме и кај нас, особено во овој период на годината, кејот на реката Вардар го користиме баш за овие рекреативни цели. Така, значи вие го користите кејот на Вардар, тука околу Охридското езеро има прекрасни стази за трчање и препорачувам да се трча, меѓутоа секако најпрво да се провери здравствената состојба и секако доколку зглобови колена се здрави, рветот, тогаш може да се трча. Најубаво е да се направи еден стрес тест во спортска медицина и потоа сме сигурни дека се е во ред со нас и дека може да се продолжи со трчањето релаксирано. Така, Светла, може да запрашаме и во овој период, бидејќи како што кажа си во Охрид, Охрид е најчесто избирана дестинација во овој период како од нашите домашни туристи, така и од странските туристи и дури оваа сезона се очекува да има навистина голем број. Па како е во моментов во Охрид што се однесува и до тој момент, значи дали се зголемува фреквенцијата, дали доаѓаат туристи и што се случува? За времето несомнено, како што може да видиме ведро небо, топло време како во Скопје, така и во Охрид, со таа разлика што таму си имате езеро за разладување. Така, значи и трендот за туризам во Охрид, значи е подобрен и зголемен. Туристи имаме преку целата година.
особено овој период започнува од април, мај, кога временските услови се малку подобри и го имаме преку целата година. Пикот се достигнува некаде во средина на јули, меѓутоа сега се доста актуелни странците. А инаку, често знаеш да кажеш дека на некој начин твојот стил е спортски и лежерен, меѓутоа колку инспирацијата од трендовите влие врз самодовербата и продуктивноста и кај тебе лично? Ги следам трендовите и користам она што ми прилега мене, во што се чувствувам убаво и чувствувам резултати. Не гледам секогаш да сум во трендот или во тоа што е актуелно, доколку не гледам дека на мене тоа делува убаво и дека ми е убаво јас да го правам. Кога зборуваме за почеток на денот, секогаш почетокот е оној кој што понатаму може да ни го диктира како темпото, така и да речеме расположението, односно кога ќе се разбудиме со добро расположение, тоа е голема веројатноста понатаму така да биде. Откако ќе започне твојот ден и ќе се реализираат оние утрински ритуали за кои што ни спомена, кои што не се многу комплицирани, туку едноставни и потребни, тогаш како продолжува секојдневието и што е составен дел од денот, покрај работата, нели, и приватно? Па, искрено, работниот ден ми е прилично зафатен и исполнет со многу работни обврски. Значи, после дома што ги држам онлайн тренинзите, продолжувам во фитнес сала, држам персонални тренинзи. Паузата за ручек ја користам дома со мојот син, за малце дружење, да ручаме заедно и потоа повторно се враќам во фитнес сала и веќе кога ќе се вратам дома е време за спиење и повторно за малку дружба со Јован. Да, и ово добро што го спомени некаде кон крајот, ќе те прашам за онлайн или вежбањето, бидејќи апропо нели таа можеби календарска корона наметна да нели ги направиме тие хибриди наши можеби поглавја во животот кога вежбавме со нели персонални тренери и вклучувајќи те и тебе во својот дом. Како гледаш на поместувањето кон онлайн тренерите? Дали еден виртуелен тренер способен да го замени можеби персоналниот тренинг кој што најчесто го имаме? Денес барем веројатно и се покаже како една продуктивна работа. Да, веќе имам искуство. На почеток и јас бев скептична дали тоа ќе функционира, дали ќе даде резултати. Меѓутоа сега од оваа временска дистанца можам да кажам дека резултатите се позитивни. Па се позитивни и се одлични. Мислам дека може да се замени тренер секако јас преферирам да сум до човекот и за мене е полесно и за човекот кој што вежба да сум до него и да му објаснам, да му покажам. Меѓутоа и онлайн врските и тренинзите преку видеокол, значи веќе се секојдневие и ги даваат посакуваните резултати, доколку тренерот е добро фокусиран на клиентот, значи резултатите се неизбежни. И значи може да сме заменети. Да. На крајот можеме заедно да дадеме една препорака за престојниот летен период или сезоната која што е пред нас, да се спортува, нели, рекреативно, да се проложи континуитетот, велиме важноста на континуитетот е клучно. Да, во однос на тоа што сакаме да го добиеме како резултат, но истовремено и да внимаваме со оглед на тоа што имаме топло време, односно високи температури и тоа треба да биде во комбинација со или во консултација и со тренерите, но и соодветно во одредени временски интервали или термини во текот на денот. Па еве Светле за крај можеби една порака до нашите гледачи во однос на практикувањето одредена физичка активност, спортувањето и исто бенефитите кон нашето психофизичко здравје. Да, и слободно може да споменеш со оглед на тоа дека често ги апострофираш темите дека и мајките кои што се доилки или трудниците дека полека може да се адаптираат на новото поглавје. Да, за сите оние кои што имаат дилеми можеби по тоа прашање. Така е, значи можам да кажам дека физичката активност треба да биде дел од секојдневието и на младите мајки, на бремените жени и на сите луѓе, бидејќи ќе донесе само позитивни бенефити
врз секојдневието и позитивната енергија, ќе бидат пострекни, ќе имат повеќе сила да ги извршуваат секојдневните обврски. Секако тоа треба да е пропратено и со здрави оброци. Значи мали, чести оброци, сега имаме многу салата, овоше, значи полесни оброци и секако физичката активност да е или во утринските часови или во попладневните, кога температурите ќе се намалат, да не е во оној пик од 12 до 2-3 часот и да не е во надвор на сонце. Инаку само каде да ни кажеш си лоцирана во Охрид, во кој дел? Во центарот на градот. Во центарот на градот. Уживај го, можеби ќе се приклучиме Ивана, ја и некој од нашиот тим секако следниот период. Вистина е уживачка магија и во овој период од годината и покрај тоа што може да биде карамбол од луѓе. Како и да е, убаво спомена Ивана, доколку те носи патот секако од септември навамо во Скопје, би ни било драго да не почестиш повторно, да уживаме секако со убави совети, да направиме некој здрав вкусен оброк и секако да се поздравиме за нови мигови да си ги екранизираме на Телма. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе се видиме од септември повторно. Да, поздрав Светлана, ти благодариме што еве ово утринско будење беше заедно со нас и со нашите гледачи. Може да слушнавме како зборуваме за туристските ритуали, она што е составен дел од нашето будење, така и за спортувањето за кое што секогаш се потсетуваме.